Македонски корени. Македонски корени. Македонски корени. Господе, премили Боже кој си на небото, ги гледаш ли макиве наши македонски, го слушаш ли плачот на нашиве мајки, татковци, браќа, сестри и децава наши за чедата загинати за Македонија. Со илјадници години крвариме, а раните живи на неродените чедим ги оставаме. Господе, Ти единствен кој што си на небото, само Ти ја гледаш нашава мајка на 4 страни распната како Синот Божи. Каде и да појдеш, на гроб газиш и од коски се сопнуваш. Господе, прекажи ни сега, кажи ни ја вистината нам и на светот, зашто Свети Никола Насон ми дојде и ми рече: јас сум од земјата на љубовта и добрината, јас сум македонец, и јас проронев крвава солза во котелот на болката наша, но вистината кај Севишниот е. Прашај го него и ќе ти ја каже, затоа што дојдено е времето наше македонско. Господе, само Ти знаеш дека постојат две вистини, но само една е правината. Илјадници книги по целиот свет соседиве наши поделија со лажна историја и искривена вистина за Македонија. Господе, само Ти ја знаеш нашава правина вистинска. Кои сме, од каде сме и зошто македонци сме. И на Свети апостол Павле Насон му се јави македонец и му рече: дојди кај нас во Македонија. И Свети апостол Павле послуша молитвата и најпрво кај нас македонците дојде. И сега овде, 2000 години само во Тебе веруваме и во 2000 цркви и манастири се молиме и од вечноста Тебе те чекаме. Веки не паметам, но знам, јас, Македон од Говрлево, 8000 години сам со Бога сум и пред најголемиот крст на светот се молам. Ти, единствен Господе, премили Боже кој си на небото, послуша молитвава наша, дојди во Армагедон, подај ни рака и кажи ја вистината за злото и добрината, нам и на целиот свет, затоа што крв во нас веќе не остана за големата мајка Македонија. Божи благослов за вас, македонци мои. Илјадници години чекам да ме повикате. Од секогаш со вас, од вечноста јас сега доаѓам. Јас веќе сум меѓу вас, затоа што овде не постои ниту време, ниту простор. Овде кај мене времето мирува, но кај вас долу времето сега е дојдено да ви објаснам. Вашата мајка земја со 3 раси ја насели. Белата – македоноиди, жолтата – монголоиди и црната – негриди. Останатите сите се мулати. Од вас македонците, потомците на Македон, белата раса ја зачнав и од кај вас започнато се е до Јапонското море. Сите бели луѓе ваши браќа се, затоа што носат ген македонски, и сите преселби од кај вас кон север започнаа. Кокино, Породин, Радобор, Ангелци, Барутница, Говрлево, каде и да копнете, вистината ќе ја најдете. Кои сте, зошто сте и од каде сте. Зли ѓаволски души, вистината со илјадници години ја прикриваа и светот го лажеа. Колку ли само страдавте и низ какви маки поминавте, затоа што јас искушенија ви праќав, но вие верни ми останавте. Чеда мои, деца на сонцето и цвеќето, благословени со радоста, љубовта и добрината, илјадници години цареви ви праќам и еве сега повторно ви давам. Вие на сите ги раздавате, за вас не оставате. Колку ли цареви овде со мене се и колку ли македонци се, толку звезди на небото се и песок во морето е.
Нека пеат сите ангели, за сите кои со мене се, кои за љубов за Македонија, животот за вечност го заменија, и царството овде со мене го споделија. И веќе пеат сите ангели, за сите вас кои Божијата слава ја разбравте, за сите вас на кој дел од рајот ви дадов, за сите вас на кој љубов и мир ви подарив, за сите вас кои ме чекавте и дочекавте. Еве јас сега во Македонија доаѓам, јас сега сум меѓу вас да ви ја кажам вистинската вистина која кај вас под земја е. Гробот на Александар, царот македонски да ви го отворам и целиот свет на поклонение да ви го донесам. Колку ли многу македонски гробови има уште да ви отворам, затоа што душите кај мене за вистината копнеат. Сакајте ги вашите најголеми непријатели, затоа што нив и јас ви ги пратив најмногу да ви помогнат. Вистината за Македонија и за вас македонците, светот да ја дознае. Оти бевте први меѓу првите, најдостојни меѓу достојните. Сега е времето македонско дојдено, целиот свет вистината да ја спознае, да види дека чест и благослов е да си македонец, потомок на Македон и син на Богот на Вселената. Деца мои, благословени и вечни бидете ми, овде каде што царува сонцето и цвеќето, нека биде вечна радоста, љубовта и добрината. Меѓу вас јас сега сум благороден во вечна Македонија. Блажено. Амин. Македонски корени. Поддржано од Македон Бетон. Драги слушатели, добар ден. Денешен гостин и соговорник во студиото на Радио Роса е господинот Ристо Поповски, кој живе и работи во странство. Добро дојдовте, господине. Добар ден. Тој поседува најголема архива за Македонија и библиотека со повеќе од 10.000 книги, достапни до секој македонец што се занимава со истражување на севкупното историско и културно наследство од Македонија. А во вашата книга Филип II велите: Филип II македонец, кој што бил и останал во фокусот на светската историја во средината на владетели од македонската династија и цар на сите македонци. Царот кој животот го поминал со фалангата, носејќи ги лузните од сите битки за Македонија, тој е тој, Филип II, македонецот, што со живот ја платил славата на македонците и ја направи горда Македонија за навек. За тој наш Филип денес би сакал да проговорите. Па видите, Филип II македонецот е првиот македонски цар во историјата на Македонија. Тој од кога ги обединил македонските племиња во едно царство, направил силна и голема држава на македонскиот полуостров. Филип II, уште за време дека бил млад, тој се занимавал, пошто бил царско дете, тој учил во школите во Пела, во сите тие големи институти кои ги поседувала царската куќа. Тој многу бил борбен и се многу бил заинтересиран за војната вештина на војската. И целото време негова главна обсесија му била како да направи една силна и јака македонска држава. И тоа кога дошол тој како цар, успел со обединувањето на македонците, успел да створи една нова систем на војна вештина, да ја формира македонската фаланга. Со таа фаланга тој ќе се прослави до ден денес. Македонија, која што од дека била уште необедината, тие македонците правиле многу кавги меѓу себе и воделе многу војни измеѓу себе, така да Филип имал многу големи проблеми да ги обедини прво овие македонци, сите македонски племиња, и од кога успел да ги обедини сите во една држава, вовел ново уредување. Тој ги поправил патиштата, ја зајакнал инфраструктурата во земјата, целата во земја, направил нови закони со кои тој сакал да владее во таа држава, ги повикал сите кралови од околните провинции како Илирија,
Халкидики, Панонија, Тракија, Мизија и така натака. Тој ги повикнал од сите 12 провинции, ги повикал краловите и нивните деца ги школувал во царската палата во Пела. Така да сите тие царски фамилии, кралски фамилии биле поврзани со царот. Откако Филип успел да ги обедини сите македонци, да направи една цврста, здрава држава, тој имал амбиции и подалеку. Сакал да ги посети сите македонци што постоеле во овој дел од македонскиот полуостров па се до Индија. Затоа што македонското племе не е само ние што размислуваме дека тоа само се наоѓа на Балканот, тоа во тие времене се наоѓало на многу поголем и поширок област, целото Средоземје го населувале македонците. Затоа во вашата книга велите да тој е македонец кој не изгубил ниту една битка и сите војни се кронисани во Коринт со победа на македонците и го нарекувате несовладлив. Да, Филип II на битката на Херонеја на 2 август 338 година доаѓа до битка измеѓу хеленските племиња и македонските, во која Филип и неговиот син Александар Македонски ќе извојуваат една фантастична победа. Тие ќе ги поразат овие племиња и ќе ја поробат целата хеленска област, ќе ја земат во своји раце, ќе ја срушат Атина, затоа што Филип после битката на Херонеја македонските војски се упатиле кон Атина, кон Спарта и кон Коринт, Микена и така натака, сите тие градови за да ги заземат. Не само на бојното поле дека тие ги победиле и завршило се, работата тек простоела. Филип целиот јужен дел на Балканот го покорил и го земал во своја власт. Велите, македонската историја е тесно поврзана со многу митолошки настани и од Македонија тргнале аргонаутите на исток и кои други? Па и ние македонците сами сме тргнати, и Александар Македонски тргнал на патот по кој пред тоа поминале Херакле, Дионис, сите овие митолошки личности, и тој имал за цел да помине за да си ги види. По смртта на Филип II, Александар тргнува на тој пат за да ги види своите поколенија. Така стигнува до Индија. И така велите дека оставил винова лоза и баханалиите. Да, тој оставил винова лоза. Виновата лоза, фактички лозите што ние зборуваме денеска, царските лози, тоа потекнуваат. Има многу митолошки кажувања, велите, за сето тоа митолошко време Атлант на своите плеки ја држал земјата, а боговите ги придржувале луѓето во походите. Да кажеме дека Посейдон го скротувал Егиот, тоа е патот на аргонаутите, Херакле, Дионис, Прометеј, Атлант, Посейдон и зборуваме за тројанските војни. А кои се патеките на Александровите походи? Па Александар тргнал по смртта на неговиот татко. Тој требало да се, пошто Александар не е случајно дојден на овој свет, тој долго бил очекуван да се роди, и откако он се раѓа, тој бил долго очекуваниот Божји син кој требал да дојде на земјава да им помогне на македонците. Тој доаѓа на овој свет, ќе биде школуван исто така во царските палати и ќе биде верски учен. Така да кога Александар Македонски тргнал на тој пат за да иде за Индија, тој морал да го помине тој царски пат по кој сите овие пред него митолошки личности го имат поминато, за да го види поколението свое, да види до кај се што се и за да им помогне. Така да е Александар, одејќи по патот од Македонија до Индија, изградил над 70 градови, а 16 ги нарекол со своето име Александрија. Македонците почнале да пишуваат својата историја со едно свое вистинско видување. Да проговориме за македонската царска династија. Па македонската царска династија знаеме дека потекнува од Мицки, потекнува од така наречениот бог Зевс, кој имал повеќе синови. Тие синови негови се, едниот е Дардан, другиот е Скит, третиот е Персеј и четвртиот е Македон. Ние ќе се задржиме највише на Македон, затоа што од него потекнуваат македонците и од тука почина македонската лоза. Македон се створиле 12 племиња кои подоцна Филип, рековме, ги обединил. Тие 12 македонски племиња, потеклото е од Македон. Тоа е митската личност со која ние македонците се идентифицираме, а овие персијанците се од Персеј.
исто братски народ наш, ама се од него персијанците кои се тие на друго место живеат во тогашна Персија. Денешна се поделени поише држави тамо во Ирак, Иран и така натака, на таа област. И од тука Македон успел овие племиња да ги формира 12 и тие порано кажува дека тие се биле почесто скарани меѓу себе, но ти немало друг, па се тепале меѓу себе македонците. Си правеле кавги и така натака. Тоа се така било се додека не стигнал нашиот прв цар Филип II. Аристотеловата логика велите оружје или орудие на умот, како што вели и самиот тој за науката, за законите на вистинското мислење кај луѓето, а сега се применува и кај компјутерите. Што е Аристотел? Грк, некој велат или македонец? Па не може Аристотел да биде грк. Тоа е прво најсмешната работа, затоа што грците постојат од 1832 година, а во тоа време кога постоел, кога живел Аристотел, имало хеленско племе кое врска нема со македонците. Тие се хелени, си живеат во делот на југот од македонскиот балкански полуостров. Тие се исто братски народ наш кон македонците. И Аристотел е личноста, многу важна личност, многу учен човек, значи другар, школски другар на Филип II. Тие заедно учеле во палатите, во институциите, во сите тамо тогашни академии кои се наоѓале во палатата. Заедно студирале со Филип, биле школски врсници и тие од тогаш се познавале. Филип бил, кажав, јак, силен оратор, знаел добро да зборува, знаел добри говори да држи. А додека но и да организира општествениот живот. Се до организации да прави свето, Филип бил роден за тоа. Додека Аристотел бил многу тивок, со разум разума за сите работи, тој знаел нешто да објасни. Све да каже, тој бил многу и тој бил подоцна кога Филип ја оформил македонската држава, тој го повикал Аристотел да му го учи својот син, на Александар, да му го пренеси неговото целосно знање на својот син. Тој требал да биде како Божи син, тој требал да има големо знање. И пошто Филип не можел без Аристотел. Аристотел и Филип и Александар, тие три личности се како митски личности за нас, тие се поврзани. Аристотел све што Филип постигнал и Александар, тоа била замисла на Аристотел. Тој бил моторот на целата работа. Аристотел бил невидено интелигентен и многу знаел. На сите полиња и на сите науки бил он универзален. Македонски корени. Да се вратиме на она што е ваше зацртано и запишено, велите 45 вековен царски континуитет и родословие на македонските кралеви според кумранските ракописи. Овде има мноштво записи. Кажете ни во кратки цртаи за што стана збор. Па видите, за кумранските записи се едни од најстарите написи кои се најдени во Јудеја, во Израел, на една планина, во едни пештери се најдени. На тие кумрански записи тамо се спомина Македонија и со неговите цари. Тамо почнува со Каран, еден од македонските кралеви, започнува и запишан како македонски крал, значи крал на македонците. И од тука почнува таа лозата, меѓутоа ние имаме и постари сознанија за македонските кралеви. Рековме од Македон па навака има многу тоа се во листата во книгата поставени, која има книгата Филип II, и може да види таа листа цела, и така да имаме околу 45 крала. Тука се измеѓу кралеви и цареви се, од Филип навака сите се цареви, затоа што царството се наследува едно преку друг, од син на татко, и имаме 40, имаме до 20, мислам дека се кралеви, другите се сите цареви. Евредика, мајката на Филип II, кога е пронајдена бистата и како е разоткриена дека е таа мајката на Филип II? Има поише бисти, не е само таа.
Вие треба да знаете дека сите Во оваа книга е прикажана Да, бистата е тука. Ја сакам да кажам дека има поише бисти од Ефродитка, од мајката на Филип, кој што има и поише бисти од Филип самиот и од Александар и од сите други македонци, така да сите денеска сите светски музеи поседуваат по една таква биста. Сега не знам ова биста дали е тука во Македонија баш најдена, затоа што компјутерските работи не ги обработуваше Никола Стојанов и тој има таа биста тука ставена како најдобра, како најубава. Јас лично поседувам илјадници слики и бисти и така на така во слики, па се не можам точно да кажам за која биста се работи. Морам да бидам искрен. Господин Поповски, Олимпија, мајката на Александар, во вашата книга е прикажана како прекрасен модел на жена во позадината као шамија со харфа. Дали тоа монета или станува збор исто така за промајдена биста? Не, тоа не е биста, тоа е еден медальон. Медальон, така. Да, на која е прикачена мајката на Александар, така. Стари Олимпија, жената на Филип. И таа монета е златна и на незе ја прикажува, ако сте приметиле, стари жени, ако прашате, сите ќе ви кажат дека тоа Марија. Така. Стари таа се викала Марија. Незиното право име на Олимпија е Марија. Таа го добила Олимпија името због тоа што таа родила Божи син, тие се наоѓаат во Олимп и она наречета Олимпијада. Олимпија која го родила Божиот син Александар Македонски. Се навраќаме повторно на Филип II. Во една од овие, би рекол, монети е насликан како Аполон на златен статер. Аполон е богот на убавината, ако не се лажам. Значи, со сета своја убавина зрачи кроз златото, што исто така синоним на богатството. Кој период е тоа? Тука статерот е од третиот век, од времето на Филип. Тој прв почнал да ги печата и овие златни пари, да ги прават во тие работилници кои што се печатало пари. Тие се штанцовале со чекан, ќе удриш и парата се прави. Александар за Олимпијадата, за кога победил со неговите коњи и го испечатил тој статер. И од тоа време ги имаме тие пари сега. Во оваа карта е забележено ширењето на македонските држави во времето на Филип II. Докаде се протегал империјата, би рекол, на... Па видите сега, тука на карта е прикажана, таа е од германски извори, таа карта, и тука е ставена. Прикажува се делимично вистината, треба за да се каже вистината што е, треба да малце да се објасни тука за картава, затоа што Македонија ние како што на картава е нацртана, не е таква, затоа што Македонија си била многу голема. Таа е на целиот македонски полуостров, така денеш наречен Балкански полуостров, се простирала. И тука покажува само од каде почнал Филип II да ги обединува племињата. Едно по едно, така сите 12 ги обединил и направил една голема силна држава со која го зазимала целиот Балкански, така наречен Балкански полуостров, Македонскиот полуостров, и од тука тој со таа силна мокна држава почнува да го шири македонизмот. Насликани се овде македонски шлем и штитници за рацете. Во тој период бил металот обработуван на начин кој дотогаш никој не го работел. Па видите, македонците ковале пари, рековме, така. Тие знаеле како се прави челикот. Бакарот година. Затоа што видите, и во светот немало друг народ. Имало само македонци. Так. И македонците, вие прескокнавте една слика тамо за расите. Не ме прашавте, ама не е важно. Тие знаеле со челикот да работат се и се што. Тие го топеле, правеле панцир кошули за војската, па правеле за ногите, па имале и за рацете и така натака. Работеле се можно, имаме и железни статуи кои правеле тие со железото и така натака. Така да обработка на железото за македонците не било никаков проблем. Спомнавте за расите, па овде вели има само 3 крвни групи и 3 раси. Да. Македоноиди, монголоиди и негриди. Сите други се мулати. Затоа што и на карта од тука е прикажано каде живееле македонците.
на таа карта од озгора и македоноидите се ние македонците кои се расшириле на целиот Средоземје, тие завладееле на тие простори и негридите се црнците, а монголоидите се кинезите. Така да тие три племиња настанале сите други на земјинова топка. Дали прилико мешање меѓу нив, така и трите крвни групи 0А и Б, тоа се првите крвни групи, а подоцна прилико мешање се добиваат А, Б и така натаму. Така да тоа е денешниот свет. За време владењето на Филип II, личности кои се насликани Есхин и Исократ. Кои биле тие? Па тие се сите македонци, немало други, кажам. Други, така. Да. Овие што хелените ги викаат, тие били исто лично македонско племе, само што биле хелени и доста биле тие од нив се населувале на југот од македонскиот полуостров, биле пирати кои од разни други места доваѓале, плячкале и така натака и се населувале на тоа се измешало тамо доле, све мулати биле, веćinom, така да и ден денеска не се знае ни со кој писмо, ни со кој јазик тие зборувале. Македонски корени. Поддржано од Македон Бетон. Секогаш се обликували ливајаре помени во чест на лавот, како символ на неговата жестина, херојство, борбеност. Овде вели седнат лав во спомен на победите што го подигнале македонците. Филип II, тој лав се наоѓа на Херонеја. Филип II го подигнал во чест на паднатите 154 македонци кои паднале во таа битка. Им го издигнал тој споменик за нивна чест. И за сите изгинати борци направил во Дион, им издигнал статуи. И тоа повеќето од главните генерали од чисто злато. Хераклеја, Филиповиот град во Пелагонија, изобилува со статуи, стели, мозаици, театар, маски, грнчарија. Зар навистина толку бил организиран животот и толку биле напредни во тоа време во однос на другите народи, ако може се рече така? Спомнавте дека сме автохтон народ. Се е трубаво, меѓутоа такво богатство и такво изобилство навистина со одушевување странците го гледаат. Послушајте се, ево, видите, тоа е баш она што баш ме радува што ме прашувате вакво нешто. Многу луѓе македонци збориме за Македонија, си ја сакаме и све, ама ние не знаеме што биле нашите прадедовци Филип, Александар. Па во тоа време тие кои ќе ги погледнете го само накитот, они што го обработувале. По мозаиците кои ќе ги видите. Тоа се ремек дела. Тоа не ремек дело, тоа не може денеска, ретко што ќе може некој да го направи. Тоа е живо како да го гледате оно од камчиња направено, па боите како ги одбрале. Тоа е невидена работа, тоа не може секој. Пазите, тоа се 2000 години пред цивилизираниот свет денеска. Денеска со ласери и со све, па не можеме такви работи, се чудат. Дури некои легури кои они ги топеле, ги правеле, денеска не може да се откриат од составот што е направено. Гледаме камења, огромни камења кои се наоѓаат низ Македонија, вика сечена е како со ласер, вика да е сечена. Јас лично сум мислен дека Александар Македонски за време неговите војни поседува ласер и дека во битките со ласерот неминовно ги сечел, ги убивал, или ги елиминирал привремено. Нешто имале македонците што не совладиво, затоа што самите битки кои ги водел Александар. Тој не бил убиец уствари, тој едноставно само наметнувал свој. Видите, Александар Македонец никош не тргнал да убива, он 40.000 војска не добија за да убива, него тој добил да го чуваат Божиот син. Тие биле негови чувари. Меѓутоа тој бил напаѓан од персијанците затоа што не се сложувале дека тој е Божиот син. И овие го напаѓале, а овие го бранеле. И се овие кога го бранат со Божиот син, нели сонцето беше нашиот тогашен символ и тоа било во што македонците верувале, па и он валда имал некој ласер, ја претпоставам, што молнијата што ја покажуваат на Зев, мислам дека тоа е ласерот кој со тој го поседувал, сечал свет и не можел никој да му приде. Божи, да. Во контекст на ова што го говориме, да го споменеме и ковчежето со 16-кратното сонце во кое се наоѓа непроценливите артефакти и лантерна, светилка,
како е возможно во тој период да се направи еден таков ковчег со орнаментика, со символика, во кој што во десниот агол вели дека од тука навлегува светлоста, а од озгора се светлосните зраци или шестократниот знак. Тоа е символот на македонската династија. Тоа сите го знаат и во сите историски книги можете тоа да го прочитате. Овој ковчег е од чисто злато направен, со 10 плави ливчиња од светот здравец, на него се ставени, значи нешто здраво да биде, и Филип II ќе биде запален, во тоа време ги палеле мртвите, и во тој ковчег ќе биде неговата пепел и делови од коските со кои докажано дека тоа е на Филип II, и денката негова научници на институтот во Енглеска и на други држави ги има во интернет, можете да видите, ги проверувале со нашите македонски денката и тој покажува дека ние сме потомци него, и тоа е докажано. Тој код е кодот на македонски, да. Така, скулптурата на Афродита изработена од Праксител. Едни пропорции кои укажуваат на стварно на една богиња на љубовта. Божествена. Па видите, македонците биле големи уметници тука. Тие ви кажав прето дека нема музеј кој нема илјадници македонски скулптури. Вие не знаете колко богатство ние македонците поседуваме. Тоа е невидено. Меѓутоа, за жал, фигурира под други имиња, под грчки, под римски, така натака, а тоа е све дело на нашите македонци, на македонците. Тамо и сами кои ќе влезете во тие музеи, ќе прочитате македонска скулптура, македонска. Ова само ние не знаеме. Цел свет знае, само ние не си знаеме. Тоа е проблем. Еве, со оваа емисија настојуваме да ги запознаеме нашите слушатели, но и генерациите кои следат. Книгата Филип II Македонецот ја пишувавте заедничко со госпоѓата Ангелина Маркус. Да. Со Ангелина Маркус би сакал нешто и за нејза да кажам. Јас со госпоѓата Ангелина Маркус се запознав порано и многу ми беше драго со нејза да стапам во контакт, и така се спријателивме. После умирањето на мојот пријател Андел Костовски, со кого се работував, ја напишавме првата книга Александар Македонски. Со неј започнавме да се работуваме. Ангелина Маркус е за мене лично една од најголемите македонки, која можда единствена која стигнала по интелигенција на Клеопатра. Таа е жената која денеска е моторот на македонизмот. Таа напиша многу книги, многу убави книги, и помогна јас колку што можам реков, помогна на многу македонци, могам на секој што ќе ме се понуди и кој ќе побара помош за мене што го интересира нешто за македонството и за книгите, така натака. Моментално ево и сега баш се работувам и со Васил Илјов, ми е многу драго. Баш вчера се слушнав на телефон со него и ми кажа дека што сум ја пратил книгата од Пиете, ја отворил и тамо вика тие не знаат, вика што имало, вика што направиле во таа книга, вика тамо се писма, вика ги читам, вика толку сум радосен, вика не можеш да си проставиш, вика сум одушевен, вика колку си ми помогнал. Тоа ме храни мене, тоа ми дава сина енергија, кога на еден мој пријател, на еден македонец ќе му помогнам нешто, да он во својата работа да тргне чекор напред. Така и ние со Ангелина се запознавме, и со Ангелина многу разговори телефонски, илјадници имаме направено. Преко телефон се договараме, па како ова, па како тоа, па што мислиш ти, што мислам ја, и така сме правили, али она е за пишување, можам да кажам, невидена. Така убаво ги пише книгите, нарочито мене, лично мене ми се свиѓа 2 книги нејзини, што јас ги ценам, ги сакам. Тоа е Копкање по своето и книгата што е за македонските театри. Затоа што таа за прв пат од границите на денешна Македонија излезе и напиша нешто ван границите на Македонија, влезе до некогашна, до сегашна Италија, влезе во делот на Турција и замина и за Александрија, таму во тие книги пишува за тоа. Токму и овој запис од вас и од Ангелина Маркус е внесени во книгата Филип II Македонецот и чинам дека ќе остане вечна запаметена во генерацијата, посебно на слушателите на Радио Роса на македонски корен. Па видите, извините само, сега моментално баш книгата Филип II доживува најголем процвет.
таа е бестселер во Македонија. Не знам кои институции кажува дека е на ранглиста број 1 како најчитана книга до сега во Македонија. Така, ви благодарам, драги слушатели, тоа беше првиот дел од емисијата Македонски корени. После рекламниот блок се враќаме повторно во студиото со нашиот соговорник, господинот Ристо Поповски. Секоја среда во 12 часот на Радио Роса слушајте ја емисијата Македонски корени.